Со Богородица стоиме под крстот. Исус паѓа. Дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Зашто јаремот мој е благ и бремето мое е лесно. Од тежината на крстот Исус паѓа на земја. Симон, странец, бил принуден да му помогне на Исус да го носи неговиот крст. Но дури и со помош на Симон, Исус повторно паѓа. Додека нашата блажена мајка со тага гледаше како нејзиниот син паѓа на земја 3 пати, физички исцрпен и едва и можеше да продолжи понатаму, таа може би се присети на Исусовите зборови кои многу порано во неговата јавна служба ги кажа: Дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Колку ли само длабоко мораше да ги почувствува овие зборови, како одекнуваат во нејзиното безгрешно срце. Сине, мој драг сине, дојди кај мене. Дојди во моето срце и одмори се. И иако физички не можеше да му помогне на својот син да го носи неговиот крст, таа била исполнета со голема благодарност кога го видела Симон Киренеец принуден од стражарите за да му помогне на Исус да продолжи понатаму. Иако помошта на Симон не беше доброволна, сепак таа негова помош беше едно прекрасно сведоштво. Преку Симон, нашата блажена мајка знаеше дека молитвата на незиното срце е услишана. Таа знаеше дека Небесниот Отец му помага на Исус да ја носи тежината на крстот со помош на тој странец. Додека мајка Марија стоеше пред крстот на Исус и се сеќаваше на помошта на Симон, таа знаеше дека тој даде голем пример за сите луѓе. Таа размислувала за делото на Симон како символ за сите христијани. Сите сме повикани да помогнеме да го носиме крстот Христов. Никој не е ослободен од крстот. Самиот Исус ни го вети крстот кога рече: ако некој сака да врви по мене, нека се отрече од себе, нека го земе својот крст и нека оди по мене. Крстот не е опција. Тоа е реалност. Посебно самиот крст на смртта. Вистинското прашање за сите е дали ќе го прегрнеме крстот доброволно или неволно. Нашата блажена мајка сакаше со сето свое срце да го подигне тешкиот товар на крстот. И покрај тоа што Симон го направи тоа колебливо, сепак го направи вистинскиот избор и служеше кога беше потребно. Размислете денес за тешките товари што другите ги носат во животот. Кога ќе ги видите и ќе бидете свесни за нивните борби, каква е вашата реакција? Дали се одвраќаш од нив и бегаш од нивната борба? Или се свртуваш кон нив целосно прегрнувајќи го крстот што го носат? Побарајте да го наследувате делото на Симон, носејќи го крстот. Потрудете се да ја имитирате горливата желба на нашата блажена мајка да го стори истото тоа со совршена љубов. Направете го тоа без двоумење и ќе ја откриете сладоста на крстот Христов, додека го ублажувате туѓиот товар. Моја најдрага мајко, додека гледаше како Симон е принуден да му помогне на твојот син да го носи својот крст,
Твоето срце беше исполнето со благодарност. Твојата молитва беше услишена бидејќи Отецот ја обезбеди физичката сила што му беше потребна на Твојот син за да продолжи понатаму. Симон стана таа сила и символ за служење на другите. Драга мајко, те молам, посочи ми ги оние во мојот живот кои имаат потреба. Помогни ми да ги барам оние што носат тешки крстови и доброволно, радосно и слободно да барам да им помогнам. Позајми ми ги рацете на Симон и Твоето нежно срце, за да се подигне товарот на многумина. Мој исцрпен Господ, има многу моменти во животот кога паѓам. Не поради губење на физичката сила, туку поради мојот грев. Помогни ми да бидам отворен за помош од другите кога имам потреба. Помогни ми исто така да имам мудрост и љубов што ми се потребни, за да им помогнам на оние кои се тешко оптеретени. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.